Прва мерка. Ќе продолжиме со изградба на автопатите Кичево-Охрид и Скопје-Штип. Дотаму докаде што ќе стигне сегашната влада и целосно ќе ги доградиме. Но исто така ќе ги изготвиме и целосната проектна документација, експроприација и започнување со изградба на 3 автопати на 3 значајни патни правци во државата со паралелна подземна инфраструктура. Автопатот Велес, Прилеп, Битола, автопатот Штип-Кочани, а трета лента до Делчево и граничниот премин Делчево, и автопатот Удово, Велјуса, Струмица, граничниот премин Ново село. Паралелно со изградбата на овие автопати, заради рационализација на средствата и мултипликација на ефектите од изградба на овие автопати, ќе поставиме и друг вид на инфраструктура во контурите на патот или до самиот автопат. Доводен цевковод за вода до Прилеп и гасоводна мрежа на патниот правец Велес, Прилеп, Битола. Изградба на железничка мрежа од Миравци, Удово, Струмица и поврзување со железницата во Петрич, Република Бугарија, како и изградба на гасоводна мрежа од Штип кон Кочани и Делчево. Со реализација на овие инфраструктурни капитални инвестиции ќе се заокружи модерната автопатска мрежа за цела Македонија. Но исто така, паралелно со овие автопати, ќе се постави долго очекувана и економски многу потребна друг вид на инфраструктура, која е од огромно значење за овие големи региони. Втора мерка. Гасификација на Македонија со изградба на главна национална гасоводна мрежа до големите урбани центри и поставување на систем на компресирање и декомпресирање на природен газ за помалите градови и општини. Таму докаде што ќе дојде сегашната влада со гасификацијата на Македонија, ние ќе продолжиме. Сегашната влада брзо ќе замине, но сепак ќе има време, ако работи посветено, да ја изработи проектната документација за националната гасоводна мрежа за природен газ и можеби само да отпочне мал дел со изградба заради пребивање на побарувањата кои Македонија ги има од Русија. Но тоа што ние ќе го направиме кога ќе ја добиеме честа да ја водиме Република Македонија е целосна изградба на национална гасоводна мрежа до сите поголеми економски центри во Македонија. Ќе изградиме 5 големи компресорски станици за природен газ во Скопје, Битола, Штип, Гостивар и Неготино, како и 18 декомпресорски станици за природен газ во 18 градови во државата, со што ќе донесеме природен газ на целата територија на нашата земја. Третата мерка е отворање на 8 големи и 8 помошни бизнис инкубатори во 8 статистички региони во Република Македонија, преку кои ќе се финансираат по 40 бизнис идеи на млади луѓе по региони или вкупно 320 бизнис идеи годишно. Секоја од 320 избрани бизнис идеи ќе биде финансирана по 10.000 евра од буџетот на државата со неповратни средства преку однапред дефинирани критериуми и процедури кои ќе гарантираат целосна реализација на бизнис идејата и отворање на нови работни места, пред се за младите луѓе. За оваа намена годишно ќе се издвојуваат по 3,2 милиони евра. Предност ќе имаат идеите предложени од млади луѓе кои ќе настапуваат тимски од најмалку 3 носители на идејата, од кои најмалку еден од тимот ќе биде жител на друга земја или пак граѓанин на Република Македонија, кој е повеќе од 1 година надвор од државата. Со реализација на 320 нови бизнис идеи годишно, ќе овозможиме отпочнување на собствен бизнис за најмалку 1000 млади луѓе годишно и отворање на преку 5000 нови работни места. За функционирање на 8+8 бизнис инкубатори
државата ќе одвои по 800.000 евра годишно за плати и услови за работа на 80 најдобри студенти од регионите, по 5 по инкубатор. Ова е само една од многуте мерки во програмата на СДСМ за отворање на нови работни места за младите луѓе, со кои мерки се надеваме дека ќе го спречиме натамошното заминување на младите надвор од државата, а исто така се надеваме дека ќе привлечат доволно внимание, дури и да вратиме поголем дел од веќе заминатите млади луѓе од Македонија. Ви благодарам.